тип ко Мерли Монро, не научив ко Мерли Монро. Ко наивна да смешкам, во свака ситуација ти исправам грешка. Мерли Монро, ја не сум тип ко Мерли Монро, не научив ко Мерли Монро. Ја сум таинствена и своја, и блудна инспирација во главата твоја. Не сакам лудило да глумам, уздивнувам и трепкам на секој да се допагам. Не сакам искрена да бидам, оно што го сакам со секого не пролагам. Ла велат нека има бура, то магија е велат секој пат те излудува, а ти спреми се за авантура. Да мојата гимнастика е научна фантастика, дојди ми сам, без конкретен план, те освојувам и знам you'd love to. Oh, ко Мерли Монро, ја не сум тип ко Мерли Монро, не научив ко Мерли Монро. Ко наивна да смешкам, во свака ситуација ти исправам грешка. Мерли Монро, ја не сум тип ко Мерли Монро, не научив ко Мерли Монро. Таинствена и своја, и блудна инспирација во главата твоја. Јас нема искрена да бидам и веднаш цел свет ме изморува. Јас нема ни да ти блефирам и она што го зборам и го чувствувам. А велиш дека сум и луда, ја она што го сакам и го добивам. Бейбе, спреми се за чуда, но ко да не си сватил до крај дека ко Мерли Монро, ја не сум тип ко Мерли Монро, не научив ко Мерли Монро. Ко наивна да смешкам, во свака ситуација ти исправам грешка. Мерли Монро, ја не сум тип ко Мерли Монро, не научив ко Мерли Монро. Ја сум таинствена и своја, и блудна инспирација во главата твоја. Че ја се попуштам малце. Ај, добре дојдовте. Добро те најдовме. Ај, едно раче да ви пуштам вака. Ајде. Преку микрофон и преку се живо. Што правите, дечки? Еве, уживаме. Не си ко Мерлин Монро, ама некако едно време по-рокерски ми делуваше вака на факултет, кога бевме сега некако почна да влегваш во шоу бизнисот. Полека. Ама имам пак кожен фустан, рок-н-рол. За баланс. Црнокожно, да. Не, духот ми е останат, истото е тоа. Само што малце поинаку си го имам тоа канализирано. Ама пак сум си истата. Пак си сакам рок-н-рол. Паметно ти кажам право, не е убаво човек да душе убаво и да смени понекогаш, не викам, не јас, ама убаво песниче. Убаво, мислам дека доста често го пуштавме еден период на телевизија, може да беше една од првите песни што влегува во тие топ листите. Така. Што некој тука вака ги правеше едно време за да има музика, ме свеш да се врти. Ми се чини дека и ти ја барав на ми се имаше јавено. Да. Абе, знаеш како са, кога ќе те клад демек не е ова непотизам или нешто, ама кога треба нешто да направиш, си гаш чекај малце мој луѓе, кој да видиме тука, клајме некое песниче, со врски не сваѓаш. Ама признај добре. Одлично. Плюс е песната. искрена. Не, Да. искрена е, тоа е нешто што... Одлична е песната и ти одговара и мислам и то си ти уствари. Да. И зато ми се бендисо и зато сакав да ја пуштиме да влези. Пуштена е на многу места, ама сакав и тука да врти малце да си влези кај слушателите, кај сите слушатели. Дечки, што правите? Што има ново? Муаветот јас нити ве представувам, нити она, лабаво се вика емисијата, значи може лабаво си кажете што сакате. Лабаво представени сами себе. Да, лабаво представ. Ај представете се, видам како ќе се представите вака. Тешко е тоа. Тоа е најтешко. Најтешко. Тоа е најнелабавиот Не, момент кој треба не. сам да се представиш, ама да, еве можеш да се А ако не ти представи, а неа, па Знае. нека те Знае представи. дека ме Да, поништа. тоа е полаво Тоа е, дефинитивно. да. може. Сакаш ти да почнеш? Па да, пошто ти треба да бидеш прво представена. Ајде. Веројатно. Да. Ај вака да пробам. Убав муаве, тоа е маш. Ова Си знај. Ставам on the spot, значи на најако пушти. Значи Наташа Миха, пејач, композитор, продуцент, едукатор, се Сега мене ми комплет. стана тоа. Колешка Да. од факултет. колешка од факултет, сопруга, да. Сопруга. Со сите марифети.
Браво, браво. Ај сега те видиме за мажа што ќе речиш. Дамир Пух. Колку е ова јако. Да. Нема текната до сега Ми ти се кажам, стега браво. стомаков ако ти е Јако. верно, пошто толку си го сваќам дека ми е, знаеш, цело време уз мене, ама да, драги гледачи, Дамир Пух, гитарист, продуцент, еден од, не само според мене, ама стварно многу добар музичар, особено овде кај нас на нашиве простори. Еве и според мене ќе речиме да не би дека со врски вие вака нешто. Се ние со врски. Јако, јако. Дечки, многу ми е кеф што конечно се погодивме временски да си направиме еден муавет. Оти сакам емисијава да оди лабаво и не ќам да прашвам глупи прашања и сакам да си викам луѓе што знам дека се музичари, мислам не мора и музичари, не е битно, ама луѓе што знам дека се мои, што знам дека ќе ми направат искрен муавет во приказната. Еса, си се пофаливте, извинете што ве кладов малце На незгодно. на незгодно. Значи си кажавте продуценти, композитори, ово она, значи и ти си работиш со тоа, и ти си работиш со тоа. Дома колку компјутер имате? Еден е компјутер, студиото го знам јас, ама дали има нешто, оти ако е еден како го делите времето, како функционира времето и просторот на двајца луѓе што живеат заедно, што се во иста професија. Не е еден, се 2-3 и у 2-3 добро. различни простори, кај нас Добре. е и студиото е студио и све е студио. Да. Пошто единствен начин на кој што може да се функционира така, на нас принципот на функционирање ни е Google календар и синхронизација тотална. Браво. Така баш германска ефикасност со све. Да, зашто Браво. единствен начин за да функционираат двајца во иста бранша и пак да имаш и социјален и приватен живот и да не се испотепаш меѓу себе. Дефинитивно, особено кога ќе си дома секој ден и Да, нон-стоп да. Знаеш зафркнато. што, обично ја викам меѓу парови, тепачка е за далинско, за Netflix, за серии, кај нас е тепачка главното студио кој да влезе. Не, мене ми е ред, не, ја имам уште 2 сати. Да, Е по да, приоритет кој е Да. кој е повитно. Да, јако. Ова мене ми е важно, не, ја имам за вежбање. Јако. Па то, оти на пример јас моментално студиото ми е студиото и ако требаше и жена ми да е таму цело време, некни воедно бевме во истиот простор истовремено. Сам та си беше си гледаше филмчиња во другите соби, на секој 2 минути ќе влези или јас навикнат дека сам таму претежно, заборавав дека е тука и ќе излезам и тоа е чуден момент и затоа сега баш ми текна ве гледам си викам двата си работат. Како уопште наоѓате начин, ама веројатно тоа Да, е. и има уште една позитивна страна е која се работи на заеднички проект, двајцата кога сме у тоа, Да. тоа е уствари најголемата Тоа е придобивка. тоа е Да, супер. пошто некој кај нас више толку се знае како размишља едниот, како размишља другиот, што секогаш има надополнување, се има и конфликти нормално, тоа е Фала дел од самиот Богу. процес, не е дека сега ќе Не само викаме од процесот и од бракот е дел, значи мора да имаш некои моменти такви, не можеш без она. Ама кога ќе се Одлично. спои баш мојата појака страна со незината појака страна, баш вчера у студио Да, имаше вчера тоа се случи. таков еден момент кај што мене Хармонија. баш да. Хармонија. Мене ја имам инспирација за одредена мелодија, она хармонски ја збогати тотално, што никад индивидуално му не би ни снимаше, текнало, гарант. да. Не, он има многу интересен концепт на создавање на мелодиска линија затоа што поаѓа од инструмент. Сега вокалот има друг начин на формирање мелодиска линија. И неговиве патерни се стално поритмички, поисецкани и знаеш како неговово ме инспирира за моево, он може интервалски ќе смени нешто и моево кога ќе се надополни плюс со хармонизирање. Но многу јако, Испаѓа не знам на луѓето како мој, ама мене ми е многу јако кога го слушам процесот на некои луѓе. Значи ти предпоставам пошто гитарата ти е главен инструмент, од неа тргнуваш кога ќе создаваш нешто. Не Или стално. не? Почесто да, ама има не знам, ај би рекол 50% да. Останатите 50% у последно време зависи уствари кој е форматот на музика што се работи. Ако е песна како Мерлин Монро на пример или во тој стил, почињам од перкусија, од бас линија, не од гитара, пошто ако почнеш од гитара, те носи една насока кај што естетиката ќе биде по-различно тоа што ти треба. Така да многу зависи. Прав си. Ти со гласо почнуваш или клавирче? Тотално. Не мора да значи. Имам пракса и за клавирски почеток на идеја на развивање, така ми е сеј со Station, што ни е песната направена. Едноставно, буквално тоа ми беше идеја од будење. Се разбудив и ми дзунеше песна у глава и бев као на брзинка пушти, уклучи компјутер, усними. Телефонот ми е најполн со идеја.
Значи, мене толку он више е навикнат на мојот начин на функционирање, у 3 вечер знае од сон да ме разбуди идеја некоја нешто песна, ми звуни сум испејано нешто. Ме мрзи. Значи, некад сум толку успана, што имаше еден период ми беше не срам, него ли се он си спие, си сака рад и барем до ВЦ тркни нешто испеј. Сега више немам ни снага, затоа сум као сврти се на другава страна. Го замислувам моментот ти спиеш и некој ти пее од таа страна, си викаш шо му е на човече. Јако. Ја вчера имав таков наплив на инспирација. У 1 сат, ама си станав, си ја снимив така да подочњаци дуплиот, тоа да не се чуди. Тоа е убајната уствари. Јас имав момент, сега малце ки испадни кој јас гостин да сум во емисијата, али нема врска, лабаво, да. Лабаво. Имав момент кај што пијаното електрично што си го имав ми беше главен инструмент и од него почнуваше секоја песна, секој муавет. И зедов некое малечко диџејско сајзерче, некое такво миди за нешто за настани за негде кај што не треба да носам оти огромен овој. И почнав песна со него и излезе нешто сосем трето и си викам, оти вистина не почнам јас различно да почнувам со приказните, оти не секогаш тргнува од клавирот, ама кога ти е клавирот пред тебе, фатот е тој, знаеш. Си го имаш некој одреден начин на свирење и го дадов поклон за да го тргнам на моментот, за да го сменам начинот на функционирање, тоа многу ми поможи на долгорочен план, после научив и гитара да свирам од немајкаде и така. Ама фала што дојде денес со гитарата да не мора оти стално јас трзам овде. Ај може посеќи на моментот. Ке размисли, да ти кажам вака, мрза ме фаќа. Леле. Дечки, проектчиња спомнавте заедно, одделно ова она. Има нешто, се спрема нешто ново, се спрема стално, знам, ама нешто вака да се пофалите, јас да не прашвам. Сега ме фаќаш, вака, мене срцево ми е полно. Спремам нова песна. Си реков, па во незгодно не те фати. Не во незгодно, ова е на фин начин незгодно, само што уште го чекам спотот да се финализира и више едва чекам, пошто ми врие у себе. Тоа е тој момент. Ми се свиѓа насоката која што се имам придвижено у последно време. Да, спомнати имам тргнато, нели, класична музика, па еден период бев скроз ориентирана рок-н-рол со Station Innermost, со настапи со авторска музика. И сега си најдов нешто свое што ми е комбинација од работи што ги имам слушано малтене цел живот. И ми било љубов. Ја имам слушано и R&B, имам слушано и рап еден период, рок, да, класика. Тие тинеџерски периоди кај што треба ги поминиш сите стилови на музика. И си го сакам, целото тоа си има некој дел завземено у мене и вака кога имам идеја и инспирација, знае така фино да се склопи со негова помош. За аранжмани ми е апсолутно. Кога имаш дома, алфа, нормално омега. ти звер свето го имаш освоено со таа гитарата, само овде луѓето не знам колку се свесни дека имаш направено многу на меѓународно ниво. Так. Не само овде кај нас. Луѓето обично не зборат за тие работи и затоа сакам, затоа е лабав концептот овде, затоа сакам да се зборни за се што можеме да го кажеме што не е кажано нигде. Знам дека беше едно време и нешто и часој онлайн некој. Да. Дај кажи ни малце покажи ти мене, оти не знам, не пратам до душа многу, ама неам слушнато негде да го збораш ова. Така. И многу малце е зборено. Од неколку причини, баш како што кажа, лимитиран интерес има кај нас за такви ствари, од друга страна има пројдено прилично време така што више на некој начин избледено, сега дали е тоа исправно или не е друг муабет, но не се. Нема врска, шо? Да. И идолот мој беше пред 100 години, па уште ме знаат како Виктор од идол, да. Да, тоа скроз легитимно. Иначе целата приказна почиња негде околу 2010-та. Тоа е баш тој бум на YouTube, ама YouTube у форма како што не е сега, значи сега како што знаеш и сам. Малце целиот формат е сменет, да. Таа првичната V1 верзија на YouTube кај што можеш да ставиш видео и без никакви алгоритми стига прилично. Така. У тоа време исто многу беа популарни надпревари по гитара особено, значи други инструменти, има гитара особено. Интернационални надпревари кај што имаше многу вложување средства, спонзори, големи награди, сериозни имиња, значи не некој му текнало да направи надпревар, него збориме за Стив Лукатер или Джо Сатриани и Ужири. Значи од таков калибар. И го фатив тој период и се пријавив на неколку, имав прилично солидни резултати на повеќето. Значи, кои се вака најбитните што би ги спомнал, бев финалист на Guitar Idol 2014, свирев во Лондон, бев од
во 8 финалисти што свираа таму, од пријавени не знам 600 и нешто. Од цел свет бев победник као рок гитарист на Six String Theory. Тоа е надпревар што беше организирано од Ли Rittenauer, он е легендарен джез гитарист. Генерален пласман бев трет, ама у категоријата на рок гитара бев прв и баш се овој муабет го правиме. Гитарата што имам овде го ствари ми награда од тој надпревар од имах. Браво. Така да, има како да ја вржеме приказната, да. Да, си легнува. И уште неколку такви помали надпревари кај што имав победено или бев у топ 10, така да тоа беше моментот. Исто и со продукција негде, тоа беше 2020, мислам, баш од тој ковид период кај што ништо не се дешаваше и се отвори една можност за да се пријавиш со твој микс на песна, на ритми микс. Имаше таму исто во жури Греми номинирани продуценти. Таму исто бев топ 6, тоест 5 ако се гледа според некој редослед од 6700 цел свет, така и тоа беше. Одлично. Некој таков околу надпреварите тоа. Инаку за интернационално имам соработки со брендови за кои што работам и кампањи, на кои што сум ендорсер, кои што промовирам нивни производи, се најново е Jet Guitars. Браво. Испратија гитара, имаме некои интересни проекти што ќе се дешаваат годинава. Одлично. Ама ете, не знаат луѓето дека имаме луѓе тука во државата што буквално компании светски му се јавуваат да ги рекламират и да ги користат нивните производи, што не е мала работа. Ама битно кај нас се знае што се дешава на овие шоуата. Тоа е целата поента на тие надпревари, да видиш до кај си, да се споредиш со другите. Да, тоа е надпревар, има компетитивна страна, ама исто така учиш многу за себе, кај ти е лимитот. И има конструктивна критика од луѓе што го работат нешто. Да, многу интересна приказна у контекст на ова исто и соработката што не беше со Дерек Шеринија, што ни свиреше на Station Iranian првото EP. Он исто така имаше надпревар да која песна највише ќе му се допадне, ти свири на практично на песнава. И како што викаш ти, го дознам ова, не знам, у 6 саат попладне. Да, и вечерта миксот го довршуваш у саат и тоа практично демо, не е финиширана песна, миксаш на слушалки. Утре да слушаш, викаш, леле, ужас и на крај крајот. Кај го пушти. Да, и на крај крајот победуваш за тоа, значи. Да, ама интересно беше што и беше комплетирана песна. Дамир имаше свирано соло врз песната и немаше простор за друго соло, како форма беше комплетирана како песна, ама си звучеше супер. Да. И најверојатно му се има бендисано. Тоа ни беше успех као. Ама успех е, само што тука многу ретко можеш да слушнеш за таква работа, знаеш, малце вниманието кај нас се насочува на некој по небитни работи, кој шо рекол, кој шо направил, дали му падна штиклата на некој или таква работа. Ова не е битно. Како е, кажи ми, со ученици? Дали има ученици, дали има интерес за приватни часови пеење? Има, дури не може да се постигне од што има интерес и сега у последно време почнав да работам многу селективно со некој што стварно е талентиран и што стварно сака да си посвети време. Да. Затоа што пеењево си знаеш и ти самиот. Тоа е исто како да се занимаваш професионално со спорт. Значи, ако не вежбаш, ако немаш рутина некоја, ако не се гураш сам себе, нема да се постигне никаков ефект. Може не знам, Господ да дојде да ти е професор по пеење, да ти ја каже целава тајна на пеењево, ако сам не си седнеш дома, не си сработиш, џабе. А пошто ми е на моменти, тоест на периоди, тешко ми е да балансирам создавање музика и да се биде учител по пеење. Тоа гледам да го менаџирам најглатко што може, затоа што си бара поинаков мајндсет и едното и другото. Кога работиш со ученици, треба да си буден, да анализираш, да гледаш све што може да се фати околу процес на пеење. Од друга страна, кога сум у студио, треба да излезе уметникот од мене. Па често ми се случува кога имам свој проект за снимање, Дамир да ми е на некој начин освен продуцент и ментор, за да не сум влезена во тој мајндсет на барање грешка кај сама себе, знаеш, пошто е тенка некогаш границата. Тенка е, ама не, и убаво е да имаш некој што ќе те води низ процесот, оти ние знаеме што треба да направиме. Ама понекогаш не можеме да ги приметиме работите или ги гледаме многу еднострано, а некој што е во професијата и што те познава, може да ти посочи некој работи што ќе те турнат во прав правец можда или што знам. Знаеш како? Извините, прекинав. Ако. Со држење часови имам почнато уште како дете.
уште средно додека бев, пошто учев во ЛУИ, теоретски смер бев и тогаш втора, трета година средно спремав студенти на педагошки факултет што имаја заглавено кај Запров. Уствари имаја за задача на испит као свирење едноставна композиција, свирење и пеење, детски песни, фактички студенти што се спремаат да бидат учители од прво до четврто одделение. И што од средно спремав студенти и си работев. И после тоа на факултет која почнав тогаш со свирки, со кавер бендот што ни беше така се активирав. Откако дипломирав си продолжив со работа. Значи више 11-та година како предавам во средно музичко. Се собра 11? Да, замисли. И трета година како сум на Джез академија, на Джез оддел во Штип. Браво. Да, на музичката академија Штип. И фино ми е затоа што па гледам, знаеш, од друга страна давам допринос еден, толку млади има, толку има талентирани и цела желба што ја имам за пеење, цело знаење кое што го имам е многу супер кога можеш да го пренесеш на некој, знаеш, му помагаш да го изиде патот што за мене било малце потешко. Ја имам сватено уште многу рано дека со предавањето ми е и на некој вид учење и на мене самата. Пошто сум имала потреба стално од информација некоја која што не сум ја добивала од образовниот систем овде кај нас. Да, ја имам студирано соло пеење, ама сум имала љубов и према различни жанрови, нели поп пеење, рок пеење. Не имам сватено дека со истражување, со посета на мастер-класи, со не знам, нема видео на YouTube што го немам изгледано со пеење што е поврзано. Со работа на себе, ама и со работа со други ни е взаемно учењето. Ја предавам на некој, им се учи. Дефинитивно. Некако сме кај музиките, дајте некој песниче да направиме нешто друго, многу се зазборавме. Се залетавме, аз дури поцрвена под Жешко што ми е некако ме фаќа. Ајде, може. Жештина ме фаќа. Сакате да направиме нешто наше македонско или сакате вие да направите некоја ваша песна или што ви е планот? Како сакате да направите? Лабаво, мислам, не е проблем. Како мислите? Може уште една наша песна, после на крај како што ќе ни тргне атмосферата да се. Може, што ќе ни свирите се? Се што знам. Тоа е се моја знаеш, песна. свири. А не, наслов. Песната така се вика. Така се вика песната, јако. се што знам. Јако, може, дечки, јас ако ми дојде негде ќе ви влезам пак со битбокс, ако не ги си Да, почетам. слободно, може да Да дадеш. не расипам песната ми. Пратечки пееме. Верувај се ке сторам, без правила ти давам се што знам. Посакувам да сум твоја, само твоја. Дај ми знак, силно горам, илјада причини и еден план. А се што сакам да сум твоја, само твоја. И заиграј со мене во блудна преградка и остани со мене. Да ме допреш, да ме возвишиш до неба, сиот разум ми го зема. Барем остани покрај мене, ти давам се што знам. Возвиши ме до неба, сиот разум ми го зема. Барем остани покрај мене, ти давам се што знам, се што знам. Помисли на мене мечтајно за миг, во одзвездени утра и трепетлив мрак. И верувај се ке сторам, без правила ке дадам се што знам. А се што сакам да сум твоја, само твоја. И заиграј со мене во блудна преградка и остани. Да ме допреш, да ме возвишиш до неба, сиот разум ми го зема. Барем остани покрај мене, ти давам се што знам. Возвиши ме до неба, сиот разум ми го зема.
Остани покрај мене, ти давам се што знам. Бо, браво, дечки. Парта ли ја направивте песната? Тапа да го завршите со сите марифети. Да не испадне после многу попеме, разбираш, Да. многу Да. се трнало. Да ти Стело да се кажам, врати. ќе влезе в битбокс, ама некако многу, овде рок тапани треба, немам чинели, немам такви работи, огнен треба го викнам за чинелите да ги мава. Да не сака да направиме уште нешто вака за крај или да завршиме со ова се што знаеш. Испеа се што знаеш. Да не знаеш уште нешто да испееме вака. Ај размислете малце, ќе се вратиме Да. по реклама. Дај ни Се малце шалам. врив, вака не знам. Нешто македонско, нешто не знам, Ареја, Тоше, Моше. Да не сакаш ти да отсвириш Тоше сите го пеат, нешто друго да испееме. Арија вие добри идеја? Ареја многу Ареја си може. иса. Која? Знам многу зборови кои не Може ги да, јас не ја знам, ама ќе ти се мешам во Ја приказна. не знам. И ти не ја знаеш, сите ја знаат ова како се викаше. Сите мои слики. Сите мои слики. Амо Сите лев Дурце мои Дургеду. слики што ги Пример, само не чувам. знам од кој тоналитет Парам, може. паратам. Може да. Да. Он ниско е ова, не? Од сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена сам, месец млад ми раѓа светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја блеснуваш, во мене остави да ме најде тој во тебе. Звездо моја блеснуваш, за мене се уште дише тој во тебе. Од сите мои слики што ги чувам, од сите мои сеќавања, празни океани пловам по нив, да не потонам, о не можам. Десно моја блеснуваш, во мене остави да ме најде тој во тебе. Звездо моја блеснуваш, за мене се уште дише тој во тебе. Браво, дечки. Алала. Мислам дека тука негде ќе одјавиме приказната со се свирење, со се све. Немаме завршено вака со музика. Дечки, фала ви што ме бевте гости. Одлично си поминавме по едно бокче вака оддалеку да не се пресегам на секое. Фала ви што ми го разубавивте некако неделното попладне. Се надевам дека ви беше лабаво, дека не ве кладов многу on the spot на моменти. Одлично беше. Мала работа, така, Да ама има не е драма, страшно. да, да има тензија Не, малку. види, мора малце да се... Да има драма. Да биди, нема врска. Супер беше. Фала ви што ми гостувавте и што ме благословивте, да речам, со вакви убави музичиња. Фала И ти треба- на тебе на поканата. Да, треба да си направиме, ама почесто треба да го правиме некако. Треба да се собериме некој ден, може да и со себен, здравје Боже. Со здружени сили може Да, да се да. направи Битно нешто. да Да. е лабаво и да има исто ваква супер енергија и тоа е тоа. Супер, фала ви уште еднаш што ми гостувавте. А вие дечки, фала ви што не гледавте, фала ви што бевте со нас. Се надевам дека убаво си поминавте, кај беше лабаво неделното попладне. А следното лабаво неделно попладне ќе види наредна недела во 18 часот. Поздрав и се гледаме.